Господине Груби, добар ден. Правните експерти спорат политичарите се на нож осомничените за криминал на штрек. Што ќе се случува со предметите на СЈО кои се процесирани? Како ќе продолжи процесот? Јас лично, но и партијата која што ја застапувам, сметаме дека сите процеси каде што има сомнение за злоупотреба на службената должност треба да продолжат и треба да се истражуваат на еден независен начин од страна на институциите кои што би требало да има довербата не само на политичките партии, туку и на сите граѓани на земјата. Сепак, мора тука да нагласам дека законитоста на една одлука која што се носи во услови кога доносителот на одлуката е во притвор со претходно поднесена оставка од позицијата на специјален јавен обвинител, како и со започната процедура за разрешување во собранието изгласана одлука во Комисијата за избори и именувања, е под голем знак прашалник и може да остави дилема околу правниот аспект на трансферот на случаевите од специјалното јавно обвинителство во јавното обвинителство. Каква е независноста на обвинителите со оглед дека политичките лидери се пазарат? Сметам дека ветингот е неопходен, тој што го предлагаме ние, и тоа двостепен ветинг. Првиот степен на ветинг би било проверката на интегритетот на сите носители на државни функции, вклучително и обвинителите и судиите, а откако ќе се провери интегритетот на сите тие лица кои што носат јавна функција, потоа да се настапи со ветинг зависно од наодите на претходната проверка на интегритетот. Политичарите не се пазарат, политичарите носат закон според кој што обвинителите и судиите би требало да делуваат. Сметам дека треба да се надминеме себе си и да изградиме институции во рамките на уставот на кој што би им верувале сите граѓани. Се соочуваме со длабока криза на недоверба на сите, вклучително и мене, кон институциите, посебно судството и обвинителството, затоа што гледаме дека владењето на правото е всушност многу зависно од политиката. Премиерот Заев неодамна спомна дека секој предлог за закон за јавно обвинителство е вреден да се разгледува. Кој е вашиот став? Секако, компромисен закон, текст на закон би бил најдобриот, закон кој што би бил изгласан од сите политички партии и процес кој што би бил поддржан од сите политички партии, што ќе ја врати на некој начин довербата на граѓаните кон институциите. Но не заборавајте дека и специјалното јавно обвинителство имаше поддршка од сите политички партии во собранието, од сите граѓани, но мора да држиме будно око врз процесите, затоа што после 4 години видовме што го снајде специјалното јавно обвинителство. Не смееме да дозволиме повторно такво нарушување на системот. За крај би ве запрашал, министерот Димитров, вице-премиерот Османи беа во европска турнеја. Октомври е близу. Колку е близко Северна Македонија до датум за почеток на преговори со Европската унија, колку законот за јавно обвинителство е битен дел од тој пакет? Јас сметам и убеден сум дека Северна Македонија ги има надминато сите очекувања на Вашингтон и Брисел за добивање на покана која што веќе ја добивме за членство во НАТО, како и добивање на датум за отпочнување на пристапни преговори со Европската унија, затоа што веќе ги решивме тродецениските спорови што ги имавме со Грција преку Преспанскиот договор, уставните измени, дводеценискиот спор што го имавме со Бугарија преку добрососедскиот договор, го завршивме и нормативниот дел на рамковниот Охридски договор со кој што го окончавме конфликтот во 2001 преку законот за јазиците, усвоивме сет реформски закони во земјава со учеството и на опозицијата, затоа што многу од нив беа двотретински закони, вклучително законот за судовите, законот за антикорупција и многу други закони, значи десетици закони кои што беа дел од плановите 369 и 18, што значи ние ги исполнивме сите наши домашни задачи кои што ни беа дадени од Евроатлантската заедница и заслужуваме полноправно членство, а најмалку тоа е датум за отпочнување на преговорите. Господине Груби, ви благодарам за разговорот. Благодарам и јас.